civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господине Камбери, можете ли да направите паралела на работата на поранешната комисија за заштита од дискриминација и актуелната комисија? Во ред, благодарам за прашањето. Значи, новото тело, односно Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која е основана со изгласувањето на законот во октомври 2020 година, е ново тело кое што има проширени надлежности. Во тој поглед една од главните карактеристики кои што се отсликуваат овие новини се прво професионализацијата на комисионерите, односно критериумите кои што се потребни за избор на членови на комисијата, поставувањето на основите за дискриминација како сексуалната ориентација, родовиот идентитет, поблиско дефинирање на термините лица со попреченост, внесување на терминот на актио популарис, односно тужбата од јавен интерес, внесување на терминот амикус куриаe, односно можност на комисијата да учествува во судските постапки како пријател на судот или како замешувачи во постапката и други работи кои што се исто така новитети со новиот закон, така да во тој поглед ова ново тело генерално има проширени, зголемени надлежности кои што помагаат во борбата против дискриминацијата, но и спречувањето на дискриминацијата во нашата земја. Кои се главните проблеми со кои се соочуваат граѓаните во Република Северна Македонија, односно каде има најмногу дискриминација? Вака, статистички гледано и во старото тело, но и ако ги гледаме представките на народниот правобранител и сега представките кои што доаѓаат до нас, генерално граѓаните се соочуваат со дискриминација врз основа на припадност на одредена етничка заедница, но имаме и голем број случаеви на дискриминација врз основа на политичка припадност, сексуална ориентација, но и пристап до јавни добра и услуги. Каква е вашата соработка со владата и невладините организации? Соработката со невладините организации првично е барем ние сега вака ја оценуваме како добра, значи имаме воспоставено соработка и со невладини организации и со меѓународни организации, со неколку меѓународни организации, но и мрежи кои што се бават со дискриминација. Имаме подпишано меморандум за соработка, така да во тој поглед сме целосно отворени за работа со граѓанскиот сектор и представниците од меѓународната заедница. Веќе имаме дизајнирано одредени проекти со кои што ќе соработуваме со овие организации, што вклучуваат секако кампањи, креирање на стратешки документи за комисијата и се она што значи борба против дискриминација, но и подигање на свеста кај граѓаните за она опасност што ја носи континуираната дискриминација во нашето општество. Во поглед со владата, од основањето на комисијата, односно од изборот на членовите на комисијата, сега сите врати не се отворени, секако во тој поглед и оди позитивно процесот на етаблирање на институцијата, што значи првично регистрирање на институцијата, потоа отварање трезорска сметка, па сега опремување и така натаму. Се надам дека сите процеси ќе завршат овој месец за да можеме конечно со целосен капацитет да почнеме да работиме. Иако и до сега работиме, но секако во иднина очекуваме тоа целосно да се заврши. Во какви услови работи Комисијата за заштита од дискриминација? Вака, треба да се има во предвид дека основаме ново тело. Значи, со изборот на членовите во јануари 25. 2021 година, треба да се има предвид дека тоа е целосно ново тело со нови надлежности и со нов закон, кој што беше донесен од страна на собранието. Така да во секој случај, бидејќи ново тело подразбираше голем и долг процес кој што вклучува многу бирократски процеси. Значи, ако гледаме од страна на регистрирање на институцијата во централен регистар, потоа формално вработување на членовите на комисијата, отварање трезорска сметка, наоѓање сметководствена куќа, креирање на оние потребни документи кои што означуваат и вработување на лица. Тука доаѓа функционалната анализа, актите за систематизација и сите други оние документи кои што се потребни за да може комисијата да функционира. Така да, во тој поглед,
мислам дека за релативно кратко време го имаме завршено, останува уште опремување на просторот. Во меѓувреме, актите за систематизација ни се одобрени од МИОА, односно Министерството за информатичко општество и администрација, што значи дека веќе имаме во план да преземеме 8 лица од други институции кои што ќе помогнат во работата на комисијата, а претходно имаме и двајца кои што беа со овластување доделени од Министерството за труд и социјална политика, така да со овие 8 луѓе и комисионерите и опремувањето на просториите кои што следи во блиска иднина, мислам дека ќе може да поставиме солидна основа за целосно функционирање и исполнување на надлежностите на комисијата. Во какви услови работи антидискриминација? Значи, моментално сме 6 комисионери, а за 7-миот комисионер, бидејќи 7-миот даде оставка во првите недели на функционирањето на комисијата, веќе собранието отвори оглас, па се надам дека тој процес ќе заврши што е можно поларго, па да го имаме и 7-миот комисионер, и пус имаме двајца службени лица, односно административци, кои што веќе, мислам, 10 години работат во комисијата со овластување од страна на Министерството за труд и социјалната политика, но со одобрувањето на актот за систематизација од МИОА, овие двајца службеници ќе бидат преземени, плюс 6 души кои што ни се најклучни за добро функционирање на комисијата. Како граѓаните може да поднесат представка и каде? Вака, согласно законот, значи се поднесува представка до комисијата. Представката треба да содржи податоци за подносителот, фактите кои што укажуваат дека постои дискриминација и доколку претходно повеле процеси, административни, државни, институционални процеси за дискриминација, исто и тие може да ги метнат како документи во представката, и потоа треба да стои до кого е поднесена представката и подпис. Каде може да се поднесат? Значи, моментално може да се поднесат во физичка копија, хард копија, на улица Даме Груев број 1 во Скопје. Во меѓувреме, во соработка со ОПСЕ, правиме и веб страна, која што ќе има интегрирано исто како може апликација за поднесување на представка. Така да сега може во хард копи, која ќе ga основаме веб страната и апликацијата, тоа ќе може и преку тоа, зашто навремено ќе бидат известени сите релевантни чинители и јавност. Сега како ги примате? Сега ги примаме преку пошта, но има и случаи каде што граѓани доаѓаат лично и понесуваат представка. Значи, може на лице место, нели, граѓанинот да го каже својот проблем, да искуцаме представката, да ја архивираме и да почнеме да работиме по неа. Но во иднина секако ќе гледаме и други модуси за да бидеме по-пристапни за сите граѓани од целата земја. За појасно да им биде на граѓаните, во моментов Комисијата за заштита од дискриминација се наоѓа во поранешните простории на Комисијата за заштита за спречување корупција. Да, тоа е значи градски ѕид позади собрание, наједноставно кажано, адресата е Даме Груев број 1, значи позади собрание градски ձид. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.